поранешен спортски работник и одличен тренер, добро познаваш приликите во женскиот ракомет. Ивановски, добар ден и благодарам што заедно ќе го работиме во напревар. Па еве една кратка најава за дуелот. Пред се очекуваме добар и интересен ракомет. Најпрвин добар ден за гледачите на К3 телевизија, за сите љубители на ракометот. Денеска треба да се одигра надпревар поради екипата на ЖРК Куманово и втората екипа на Вардар од Скопје. Очекувам еден борбен, динамичен надпревар со убави акции, со добри одбрани. Пред се морам да кажам дека во екипата на Вардар, за да ги запознам нашите гледачи, настапуваат 6 сениорски репрезентативки на Македонија и уште 7 младински репрезентативки на Македонија. Куманово на овој надпревар ќе настапи ослабено, бидејќи има повредено неколку ракометарки, но сепак се надевам дека девојките ќе пружат максимум се од себе, ќе дадат и ќе присуствуваме на еден убав и динамичен надпревар. И само накратко пред да почнеме да го работиме во напревар, каде е патот до успехот на оваа средба? Како Куманово може да го победи Вардар денеска? Па, искрено да ви кажам, надпреварот ќе биде многу, мислам дека ќе биде многу тежок. Ракометарките на Вардар, иако се млади, се многу искусни за своји години. Единствено, ако нашите ракометарки пружат максимум на овој надпревар, можеме да очекуваме дека можеме да извојуваме победа. Инаку се надевам дека нема лесно да се предадеме. Добро, ние продолжуваме да го следиме на овој напревар. Сега во напад се ракометарките на Куманово. Со број 11 тоа е Боризовска. Имаше таму прекршок 9 метри за Куманово. Суди на овој напревар се од Велес, Ристовски и Филипов. Трае нападот на Куманово се уште. Трајковиќ и судиите велат дека тоа е пасивен напад. Топка за екипата на Вардар. Веднаш тргнуваат во напад. Погрешно водена топка. Еве можност за брз против напад за Куманово. Трајковиќ и еве го првиот гол 1:0. Но се извинувам. Во секој случај Куманово повеќе со 1:0. Напад за Вардар. Одлично игра во одбраната, барем на почетокот на овој напревар за Кумановки. Поминаа 2 минути од првото полувреме. Еве шанса за Вардар, сепак тоа е престап. Еве шанса Куманово да победи со 2:0. Треба да се игра мирно, сконцентрирано, да се бара шанса за сигурна реализација. Инаку на клупата на Вардар е актуелниот селектор на македонската репрезентација Симе Симонски. Со број 5 Марковиќ и Боризовска, Пеовска, тоа е бековската тројка, а сега лошо проигрување. Напамет одиграно и еве Вардар има шанса сега да го изравни резултатот. Тодоровска. Сепак тоа е топка за Вардар. Девет метри. Поминаа скоро 3 минути и нешто повеќе. Куманово добри ги за сега во одбраната. Не им дава на ракометарките на Вардар шанса да постигнат гол, барем за сега. И сега одбрана, меѓутоа 7 метри.
Еве го првиот седмерец за екипата на Вардар. Фолирана беше Трпковска. Ево го првиот гол. Со број 17 Нолевска. 1:1. Пеоска. Марковиќ. Одлично на првиот напревар на домашен терен одигра бековите на Куманово. Боризовска, Марковиќ и Пеоска беа мощни, расположени за игра. Еве сега нова шанса, меѓутоа брани голманот на Вардар. И брз контранапад да видиме. Нема гол, меѓутоа погрешија нашите ракометраки, а судиите велат дека има прекршок и нов седмерец за Вардарки. А воедно и жолт картон. Уште еднаш удар од 7 метри. Нолевска. И повторно е прецизна. Вардар води со 2:1. Марковиќ имаше тука прекршок. Добро го видеа тоа судиите и еве го е првиот жолт картон во екипата на Вардар. А го заработи со број 6 Трпковска. Боризовска, Марковиќ. Со број 19 Карамфиловска на крилна позиција, Пеоска. Кружен нападјач е Паневска. Марковиќ и немаше среќа. Останува 2:1 за Вардар. Тимото од Скопје тргнува во напад. Нема ни прекршок, топката завршува покрај голот. Еве шанса Куманово да изравни на 2:2. Боризовска. Изворено решение и брани голманот на Вардар. Не успеа клучниот нападјач на Куманово. Вардар во нов напад и прекрасен гол. Со број 5 тоа е Стојановска. Од 0:1 Вардар сега води со 3:1. Ке напоменам уште еднаш за екипата на Куманово нема неколку установени ракометарки кои поради повреда не настапува денеска. Тоа би било сосема поинаква приказна доколку тие беа во составот, меѓутоа и со овој тим Куманово ќе се обиде да го победи силниот тим од Скопје. Добар напад за Вардар и 4:1. Со број 17, тоа е Нолевска незин трет гол и Вардар веќе води со 4:1. Ке подсетиме и на првиот напревар кога Куманово играше на домашен терен против Прилеп, исто така нашите ракометарки слабо тргна, меѓутоа во продолжението се разбудија и го победија составот од Прилеп. А овдека за сега Вардар води со 4:1. Марковиќ и повторно брани голманот на Вардар. И нова контра. 5:1. Со број 3 Прленда. Господин Ивановски. Еве еден додека тајмаутот е во тек, да една кратка анализа сепак поведовме 7:0, меѓутоа направивме серија грешки и Вардар веќе води со 5:1. Морам да кажам дека и двете екипи на преварот го отворија доста жестоко во одбраната, давајќи му повеќе значење на одбраната отколку на нападот. На преварот започна со неколку грешки на двете страни, но сепак гостинките беа посречни и постигна 2-3 гола поред на наши грешки,
кои мислам дека сега на тајм-аут ќе треба да се договорат да се искоренат. Сметам дека нападот... Премногу грешки во нападот. Да, премногу грешки во нападот. Сметам дека играме некој организиран напад, но со недоволен напад на помеѓу играчите, на ракометарките на Вардар и со удвојување на црта, бидејќи излегуваат доста длабоко на нашите ракометарки од задната линија и доколку не промениме нешто во играта, не очекува доста тежок натпревар. Така продолжуваме понатаму да го следиме на преорот. Вардар води 5:1 во теке 8-та минута од првото полувреме. Да видиме дали овој тајм-аут на тренерот Јосимовски ќе донесе некоја новина во играта на Куманово, како што рече нашиот случен коментатор. Ракометарките на Вардар прават, подоцна на Куманово Сезино, прават премногу грешки во нападот. Нов 9 терец за Куманово и повторна интервенција на голманот на Вардар. Мислам дека Куманово нешто повеќе од 5 минути нема постигнато гол. Веќе е време да се прекине таа серија. Форсира во овие моменти Боризовска, меѓутоа сите нејзини удари голманот на Вардар за сега добро ги чита. Уште еднаш Боризовска. И упорна и на крајот се исплатеше ова нејзина упорност, го постигна првиот гол и сега Вардар води со 5:2. Меѓутоа веднаш враќаат гостите со број 23, тоа е Керамичиева. Како што рече нашиот соговорник, во селекцијата на Вардар има неколку репрезентативки на Македонија, па од тие причини гледаме еден квалитетен состав во Куманово. Прекашок за Боризовска, некако таа непмногу се обидува да ги поврзе редовите на екипата на Куманово. Пеелска и тоа е прекашок за 2 минути, така е. Судиската двојка, Ристовски и Филипово од Велес, смета дека Трпковска направила груб прекршок и еве сега шанса Куманово. Има ракометар повеќе, се е воред со Викторија Пелеска, ќе го продолжи на преворот. 6:2 води Куманово во теке 10-та минута од првото полувреме. Марковиќ. Мислам дека премногу сега избрзан напад, чиста позиција и гол. Втор гол на Борчевска. 6:3 води Куманово, а воедно има и ракометарка повеќе на теренот. Напад за Вардар. Тоа е пробивање. И еве сега можност Куманово со една мирна игра да постигне уште еден гол и да го намали ова високо водство, одлично одиграно и тоа е 7 метри и веројатно ќе има жолт картон, така е. Ивановски можеше овде кај судијата да осуди 2 минути. Па сега го судиите овде направија грешка, ова е класичен седмерец и исклучување на 2 минути. Не знам зошто така свирна, се надевам дека не е намерно. Шанса за Викторија Пеелска да постигне гол, да видиме. И одлично брани голманот на Вардар. За сега може да кажеме најдобра поединец во екипата на Вардар. Па, нашата млада репрезентативка што брани во сениорскиот состав на екипата на Вардар Ладева со 6 одбрани до сега е најуспешен актер на надпреварот и сметам дека таа во овој момент ја направи разликата која е на терен. Продолжуваме уште 10 секунди. Ракометарките на Куманово ќе имаат играч повеќе.
не успеа да постигнат гол. Вардар во секој момент ќе биде комплетен. Се враќа и случајната ракометарка и сега Скопјанки се комплетни. Изворено одиграно и прекрасен гол. Трпковска, прв гол. Тоа беше асистенција на Тодоровска. Вардар води со 7:3 во теке 12-та минута од првото полувреме. Имаше таму прекрашок врз кружниот нападјач Паневска. Куманово оди во нов напад. Марковиќ. Фалат незините голови. Боризовска, Пеовска, Борчевска, па Марковиќ уште еднаш. Пеовска изблокирана во незин удар и брза контра на Вардар. И рутинирано завршување на акцијата со број 3. Втор гол на Прленда и Вардар има најголемата предност 8:3. Пет голови предност за тимот од Скопје. Марковиќ. Пеовска. Боризовска. Имаше тука прекрашок. Ивановска некако многу слабо игра преку крила. Па пред малку тоа реков дека нашите крила треба на црта да го удвојуваат пивотот, бидејќи ракометарките на Вардар ти излегуваат длабоко на трите бека, значи ја трансформираат одбраната од 6:0 дури во 3:3. Така да еве една таква ситуација каде што закаснија со излегување ракометарките на Вардар и веднаш постигнавме гол. Значи мора да удвојуваме и да не им дозволиме да прават на нашите прекрши. Марковиќ постигна гол, меѓутоа на спротивната страна веднаш Вардар врати. И сега 9:4 води Вардар. Карамичева го постигна својот втор гол. 15-та минута од првото полувреме, значи половина од првиот дел. 5 голови предност за Вардар. Боризовска, еве одлична акција. Тука ќе има 2 минути. Така, во право се судиите. Еве повторна шанса Куманово да постигне гол, има ракометарка повеќе. Марковиќ. Пеовска. Повторно Марковиќ. Пеовска оди до крај и еве го првиот гол за Викторија Пеовска. 9:5. Да видиме сега дали нашите ракометарки ќе успеат да се одбранат. Би требало имаат играч повеќе на теренот. А сега фластер с игра на Тодоровска. И гол. Признат овој погодок. Со број 6 Трпковска незин втор гол. Повторно Вардар води со 5 голови разлика. 10:5. Сега грешка на Карамфиловска. Прленда брза контра и 11:5. Господин Ивановски, дали сметаш дека може би треба малку да се смени нешто во составот? Па сметам дека многу направивме грешки, најверојатно влевавме многу со голема инспирација кон ракометарките на Вардар. Тие играат нормално она што треба да се игра. Нашите ракометарки играат брзо, плето, немаат прецизни додавања
секое додавање, еве еден гол, секое додавање прецизно и стабилен, мирен напад го резултираме со гол. Се оно што брзаме и не го одигруваме онока како што се договорени, ги губиме топките и веднаш биваме казнети на контра или на полуконтра. Победјуваме втор гол за Марковиќ, 11:6, а Јосимовски ја изврши првата измена на крилната позиција, во игра влезе Трајковиќ на местото на Карамфиловска. И повторно вишок на спротивната страна и уште еден гол. Расположената Трпковска, нејзин четврти погодок. Вардар води 12:6. Инаку во спортската сала овој направи по моја процека го стојат некаде околу 200 гледачи. Пеовска, Боризовска. Имаше тука мал прекршок, 9 метри за Куманово. Марковиќ, фаулирана уште еднаш. Панеска, Боризовска, одличен гол. Втор погодок на Боризовска. Некако почна да се будат и нашите бекови. Па секако почнаа да се будат, на крај сватија дека со индивидуално со акции не може да се направи ништо. Мора побрзо да оди топката, да пренос, да нема излегување на одбраната на Вардар и мислам дека само така ќе постигнеме добар резултат. 12:6, односно 12:7 средино води Вардар. Во тек е 80-та минута од првото полувреме. И еве одлична интервенција на домашниот голман. Еве можност за брза контра. Трајковиќ ќе мора да застане, фаулиране 9 метри. Борчевска, Пеовска, Боризовска, Марковиќ. Мирен напад, такви се инструкциите од клупата на Куманово, да се оди на сигурна реализација. И сега погрешно водена топка од Боризовска, штета. Пропадна овој убав напад за Куманово. Вардар во контранапад. И гол со број 17. И повторно 13:7, Вардар има 6 голови разлика. Тоа беше гол на Нолеска. Уште една измена изврши тренерот на Куманово. Пеовска е на клупата. Панеска е фаулирана. Во Куманово со број 9 во игра е Зафировиќ. Зафировиќ. Кога ќе биде топка за Куманово, нов напад. Боризовска. Зафировиќ, Боризовска. Имаше тука прекршок, 9 метри за Куманово. Марковиќ. Одличен влез, нема 7, току ќе има 9 метри. Продолжува нападот на Куманово. Паневска, Боризовска, Паневска, Зафировиќ. И уште еден прекршок. Во секој момент судиите може да ја подигнат раката поради пасивен напад, така е. Зафировиќ и беше изблокиран овој удар. Вардар оди во напад. И убав гол со број 15. Тодоровска нејзин прв погодок и Вардар има најголемата предност. 14:7. Вановски ќе биде многу опасно доколку Вардар отиде на предност со голема разлика. Па сметам дека
во овој момент прикажува дека се поквалитетна екипа. Многу цврсто во одбраната, знаат што сакаат, го реализираат секој напад од полу, контра или контра, и морам да кажам дека и покрај сите наши грешки на преворот се гледа дека имаме борбеност во тим и дух, но голманите за овие 21 минута, двата голмана наши имаат само една одбрана, додека голманката на Вардар има 9 одбрани. Да, тоа е клучното за успехот на Вардар. Нашите голмани се надеваме дека ќе проработат во продолжението. Одлична акција сега. Меѓутоа уште еднаш голманот на Вардар повторно брани Ладева. Едноставно е непријатна пречка за ракометарките на Куманово. Останува 14-7. Иако имавме играч повеќе, сепак не постигнавме гол. Одиме понатаму, напад за Вардар. И сега почетничка грешка, меѓутоа добре брани голманот на Вардар. Тоа е Паскал. Пеоска веднаш е фаулирана. Ќе мора малку побрзо да оди во напад, премногу споро. Пеоска форсира и успеа да погоди гол. Вторна на преворот, 14-8. До крајот на првото полувреме уште 7,5 минути. А полека се малку полни салата во Куманово. Ќе биде потребна и подршка на публиката, меѓутоа на први ќе мора нашите ракометарки да играат многу подобро во нападот пред се. Многу лесен гол на Стојановска и маестрален удар сега и на Боризовска. 15-9 води Вардар. И сега Вардар во овој момент е комплетен. Многу не искористи екипата на Куманово ова предност. И сега судиите велат дека имало удар од 7 метри. Убава интервенција на Паскал, меѓутоа седмерец за Вардар. Трет седмерец. Ќе бие Тодоровска. Покрај гол, а воедно беше првиот промашен удар од 7 метри за Вардар. Брз контрнапад на Куманово. Марковиќ. Ево сега чиста позиција, штета нема гол, а не успеа ни младата Трајковиќ. Ова беше убава шанса за Куманово да намали на 5 голови разлика. До крајот на првото полувреме уште 6,5 минути. Карамичева да се разбудија нашите голмани. Брз контранапад, меѓутоа грешка на Паневска беше невнимателна. Ивановски, ова се ситуации кои мора да ги користиме, вакви грешки не сме да се прават. Па секако, затоа и резултатот се должи 15-9, бидејќи имавме несватливо промашени 4 до 5 сигурни гола, каде што резултатот би бил сигурно на многу по-близок еден до друг и би гледале уште поквалитетен напорот. Сепак се надевам дека до крајот на полувремето и во второто полувреме ќе успееме да се издоговорат девојките како во вториот дел. Екипата на Вардар покажува знаење, но и нашата екипа не е без знаење и очекувам во второто полувреме уште подобар натпревар. Сега да повреда се жали таму една наша ракометарка, да се надеваме дека секи биде во најдобар ред. Поглед на семафорот,
15-9 води Вардар, 26-та минута од првото полувреме, 6 голови предност. Се е во ред со кружниот нападјач на Куманово Паневска. Ќе продолжи на преворот. Вардар е во напад. Карамичева. Тодоровска. И уште еден седмерец, да видиме да нема исклучување, да, ќе биде исклучен една ракометарка на Куманово. Со број 2 тоа е Николовска, а седмерец за Вардар. Овој пат ќе бие Тодоровска. И штета можеше овој удар да биде одбрнет, меѓутоа не успеа со број 16 Јаневска. Вардар води 16-9. Тодоровска го постигна вториот гол на преворот. До крајот на првото полувреме нешто помалку од 4 минути. Борческа. И изворен гол. Прв за Паневска и исклучување со број 11. Бојаджиска ќе одмори 2 минути. Во екипата на Куманово дојде уште една измена, во игра со број 22, младата Поповска. Некако се стабилизира оваа разлика за Вардар од 5 до 7 голови. Никако ракометарките на Куманово не успева да ја смалат. Тоа се чекори. Добро го видеа тоа судиите. И еве сега шанса Куманово да постигне уште еден гол. Боридовска прекрасна акција и не успеа. Поповска чиста позиција. Имаше ли одека прекршок? А добра интервенција во одбраната на Трајковиќ. Таму се види дека над преворот добива во жестина, дека нашите ракометарки влегуваат во ритам, но очекувам уште поголема концентрација да дадеме уште некој гол за да биде над преворот уште понеизвесен. 3 минути до крајот, нешто помалку од 3 минути, а да видиме сега гол. Одличен. На Карамичева. Публиката протестира за онаа претходна ситуација, сметаше дека имало прекршок во напад, меѓутоа 17-10 води Вардар. Куманово има играч повеќе уште 20 на секунди, ќе мора да се побрза во овој напад, да се искористи оваа шанса. Пеоска. И каква грешка сега. Невнимание. Контра на Вардар. 18-10. Со број 10 прв гол на Митова. Вардар е комплетен. 8 голови предност имаат гостите од Скопје. Поповска. 9 метри. Боризовска. Пеоска. Одличен гол. Односно четврти за Викторија Пеоска. Не, сепак трет гол се извинувам. Вардар води 18-11 до крајот на првото полувреме, уште 50 на секунди. 7 голови разлика. Тодоровска. Карамичева. Карамичева вишок на спротивната страна и многу лесно ги решаваат овие ситуации. Ракометарките на Вардар, втор гол за Митова. 19-11. Пеоска, Боризовска, Пановска, тоа треба да биде седмерец.
не се пак 9 метри. 5 секунди до крајот. Гол. Помалку необичен гол. Боризовска, четврти гол. На полувремето Вардар заминува со 19-12. Господин Ивановски, да направиме еден краток рекапитулар за првото полувреме. Па доста ефикасен надпревар, доста борбен надпревар, многу грешки на нашата страна во техничките додавања и во неконцентрацијата при удар. Мислам дека голманите потврлија првиот дел. Ракометарките на Вардар, она што си имат најверојатно договорено, го испочитуваат. Има и малку благ ветер од суди во грбот, така да нивната голманка направи 11 одбрани во споредба со нас 3. Сите наши грешки ги казнија максимално со контри и контри. Сметам дека во вториот дел, доколку не се концентрираме во нападот и во одбраната, да правиме што почесто прекини, да не им дозволуваме да играат своја игра, да не прават акции, него често да се оди на прекин, можеби ќе успееме да се доближиме до некоја помала негатива и да навлеземе со желба во вториот дел дека така и ќе биде. Почитувани гледачи, сега следи вообичаената пауза од 10 на минути, па продолжуваме со второто полувреме од ракометниот напревар Куманово и втората екипа на Вардар. На екипата на Куманово морат да забранат под број 1, под број 2. Мораме да ја собереме зонат за да играме погусто и да што почесто ги прекинуваме во нивните напади, да не им даваме течни напади. И да играме со организирани напади, со влез на 2, доколку излезат длабоко на одбраната. Доколку играат 6-0, нашите крила треба да расшират и бековите покрај линијата, за да можеме да играме. Да се надеваме дека ќе биде се во најдобар ред вториот дел. Така е, продолжуваме го следиме на преворот, Вардар во напад и прва грешка. Биеше со број 15 Тодоровска, а првиот напад во второто полувреме за Куманово го победува Боризовска. Боризовска, Марковиќ, Пеовска, Борчевска, Паневска. Тоа е составот на Куманово во вторите 30 минути. Пеовска, одличен удар. Пеовска, пети гол. Пеовска. Моште расположена на почетокот на второто полувреме, да се надеваме дека така ќе продолжи и во продолжението. И сега одлична одбрана. Некако ракометарките на Куманово во втори дел заигра поагресивно во одбраната. Можеби тоа е добар знак. Сега непрецизен удар. Нов напад за Куманово. Марковиќ. Имаше таму прекршок. Во екипата на Куманово, Пеовска 5 голови, Боризовска 4, Марковиќ 2 и Борчевска 2 гола. Во екипата на Вардар најефикасна е Трпковска со 4 голови, а Нолевска исто така има постигнато 4 голови. Боризовска. Изворена акција, тука треба да има 7 метри, да. Право се судиите, одлично изиграно во нападот, фолирана беше Паневска. Еве сега шанса за Викторија Пеовска да постигне уште еден гол и да го намали во водство на 19-14. Сигурен удар.
Пеоска, шести гол, 19-14. Ивановски добро тргнавме во втори дел. Па најверојатно дека договорот од случајница во овие моменти во првите минути се почитува. Уште поагресивно, не смееме да им дозволуваме да развиваат игра, мораме почесто да одиме на прекини и така мислам дека ќе биде многу интересно. Да, ова тактика за сега дава плод. Еве Вардар скоро 4 минути нема постигнато гол во второто полувреме. И уште еден прекрашок за Вардар. Евидентно е дека одбраната во вториот дел функционира многу подобро. Стојановска. Тодоровска, тоа се чекори. Еве нова шанса за Куманово да поентира уште еднаш во нападот. Посекуваме и голманите во вториот дел да бидат уште подобри. На голот на Куманово во второто полувреме е Јаневска, Марковиќ, Борисовска, Пеоска. Да видиме сега што подготвуваат во нападот ракометарките на Куманово. Марковиќ се бараше Паневска, меѓутоа ова топка не заврши во нејзините раце. Брза контра и убав гол. Со број 3 крилото Прленда. Имаше шанса Куманово да намали помалку од 5 голови разлика, меѓутоа пропадна ова убава можност. Да видиме сега уште еднаш одлично изиграна, браво. Борисовска во елемент. Втор гол на Паневска. Некако Ивановски во вториот дел Борисовска упорно ја форсира Паневска, за сега тоа дава резултати. Па за сега тоа дава резултати, одлично се оди. Мора и нашите крила да се активираат за да биде уште подобро. Така е, продолжуваме нападот на Вардар. Имаше тука мал прекрашок, меѓутоа добар, навремен од Николовска. Сопрена беше Карамичева. Тодоровска, Стојановска и добар гол. Тоа беше шести гол на Трпковска. А сега од, би рекол, невозможна позиција. Прв гол на крилото на Куманово Карамфиловска. 20-16. Напад за Вардар. Керамичиева. Дали имаше таму прекашок уште еднаш во напад за Куманово. Ке мора да се укаже лекарска помош. На повреда се жалат две ракометарки, една од екипата на Вардар, односно од Вардар лежи една ракометарка. Да се надеваме дека не се работи за некоја посериозна повреда. Се е во ред со Прленда, го продолжува на преворот и напад за Вардар. Поминаа 6,5 минути во второто полувреме. Вардар води 21-16. Керамичиева. Непрецизен удар, биеше Тодоровска. И сега каква грешка. Многу без потреба, а прекрашок за
ракометарките на Вардар и нов седмерец. Тоа беше грешка на Боризовска, промена на голманската позиција. Со број 12 тоа е Димковиќ. Трет гол на Стојановска. Вардар води 22-16. Борчевска, Боризовска, Пеовска, Марковиќ, Карамфиловска. Сега Пеовска на позиција на централен бек. Марковиќ. Уште еден прекршок. 9 метри за Куманово. Марковиќ. Паневска и тоа е седмерец и треба да има 2 минути, така е. Исклучена е со број 5 Стојановска. Нов седмерец за Викторија Пеовска. На голот на Вардар е одличната Ладева, која во првото полувреме добро го чуваше голот на Вардар. Да видиме дали Пеовска ќе биде прецизна. Сигурно е. Седми гол на Викторија Пеовска. 22-17, 5 голови предност за Вардар. А Куманово има ракометарка повеќе. Во тимот на Вардар со број 8 на позицијата централен бек е Николовска. Прекршок во напад, да, добро се види тоа. Сега треба да има уште едно исклучување, мислам дека судиите во оваа ситуација направија грешка. Премногу ја дроеше топката, ракометарката на Вардар. Еве шанса Куманово конечно да ја спуштила предност под 5 голови. Боризовска, Марковиќ, одличен гол. Ивановски полека на сигурно се топила предност на Вардар. Играме добро пред се во одбраната и нешто подобро во нападот. Па како што реков, доколку вака продолжиме со чести прекини, со смирен напад, со брз пренос на топка, може се да се деси на овој натпревар. Бидејќи нашите ракометарки се види дека се многу мотивирани и даваат се од себе на паркетот. Се надевам дека за тоа ќе бидат наградени. Сепак 4 голови не е многу голема предност. Па 4 голови во ракометот воопшто не е голема предност. Но се плашам дека нашите млади ракометарки дали ќе можат сите 60 минути да го издржат темпото, бидејќи сме тенки на клупа, како што реков, имаме 4 повредени ракометарки, додека екипата на Вардар е составена од 6 сениорски репрезентативки на Македонија и сите останати се јуниорски репрезентативки, младински на Македонија. Да, во јуниор пенал за Вардар е реализиран од Стојановска, нејзин четврти гол. До крајот на преврт уште 20 минути. Куманово се обидува преку Пеовска, меѓутоа нема гол. Брза контра на Вардар. Чиста позиција и веднаш гол. Шести гол за Трпковска и Вардар на брзина повторно ја врати она предност постојана која имаше во првото полувреме од 5 до 7 голови. Во овој момент Вардар ќе водат со 24-18. Боризовска, прекрасен гол. Пети гол за Боризовска. 24-19.
Керемичиева, Нолевска. Со број 5 Стојановска. Вардар организира мирен напад. Немаат причина да брзаат, има добра предност. Керемичиева имаше чекори. Мислам дека Ристовски и Филипов ја направија втората грешка во второто полувреме. Керемичиева и нема гол. Имавме среќа. Еве шанса за мирен напад. Пеоска. Нема потреба брзање. Еве шанса и одличен гол. Одличен гол, трет, односно така е, трет гол за Борческа, 24-20, 4 гола предност за Вардар. Дали може да присуствуваме на интересна завршница. Услов за тоа ќе биде ракометарките на Вардар да го одбранат и овој напад на Вардар. Односно ракометарките на Куманово да го одбранат овој напад на Вардар. Повторно промена во составот од Скопје, сега на позиција на централен брек со број 88 е Георгиевска. Тренерот на Вардар, двојна водена топка. Еве сега нова шанса за Куманово. Марковиќ, не треба да се брза. Такви се и советите од тренерот Зоран Јесимовски од клупата. Треба да се игра мирно, сталожено, да се бара чиста ситуација за гол. Боризовска, Марковиќ. Тоа беше обид да се проигра новиот кружен нападјач во екипата на Куманово, Петровска. Пеоска, се враќа во игра Пановска. Марковиќ, пасивен напад, ќе мора да се побрза. Пеоска и брани голманот на Вардар Ладева. Ево беше убава шанса да се намали на 3 гола. Меѓутоа одиме понатаму. Вардар во напад. Нема гол. Некако Ивановски мора да се složi со мене дека Вардар игра многу послабо во вториот дел. Па секако Вардар игра послабо во втор дел, но не е тоа што Вардар игра послабо. Сметам дека нашите ракометарки играат многу поквалитетно во вториот дел. Многу поорганизирано, многу поборбено, со многу помал број на технички грешки. Само не смееме да брзаме, мораме да изигруваме напади кои што ќе фигурираат со сигурни голови, така да оваа разлика до крајот е намалима. Прекашок за Боризовска, нова шанса и уште еднаш брани Ладева. 13 интервенции на голманот на Вардар. Мислам дека и тука лежи клучот на успехот на составот од Скопје. Еве сега измена во Куманово, избегува Пеоска. Во одбраната сега со број 2 Николовска. Трпковска, Постојановска, уште една Трпковска. Одличен прекрашок. Навремен. Фолирана беше Керемичиева, а сега да видиме тренерот на Вардар Симе Симовски бара тайм-аут. 24-20, 15 минути до крајот на преорот. 4 гола предност за екипата на Вардар. Господин Ивановски, да искористиме овој тема да поразговараме што смятате оваа сезона, кој ќе биде во суперлигашката конкуренција покрај неприкосновениот Вардар кандидат за висок пласман? За висок пласман покрај Вардар, кој сигурно ќе биде прв, тоа се знае. Сметам дека ова втора екипа на Вардар, која исто така е професионална екипа, морам да назначам за гледачите, додека нашата екипа е аматерска екипа и составена од ракометарки од Куманово, додека ова екипа на Вардар е составена од ракометарки од цела Македонија. Така да сметам дека
и да ви одговорам на прашањето. Сметам дека Куманово оваа сезона ќе заврши од второ до четврто место, у тоа сум апсолутно сигурен. Нашите ракометарки ќе играат се подобро и подобро и им треба малку поголема поддршка од публика, поддршка од град, за да имаме еден извореден женски колектив во градот. И подршка од сите спонзори. Така. Одиме со следењето на преворот, напад за Вардар. Керемичиева, тоа е прекашекова напад. Да, пробивање. Еве конечно уште една убава ситуација за гол, да се намали на 3 гола предност. Двете екипи веќе подолго време не постигнаа погодок. Да видиме сега дали Куманово ќе може да го реализира во напад. Боризовска, Марковиќ. Уште еднаш Боризовска, Пеовска. Мора ова топка да иде побргу. Боризовска. Имаше тука прекршок, 9 метри за Куманово. Боризовска. Тоа е тајм-аут. Паметно решение на Зоран Јосимовски, тренерот на Куманово, побара минута одмор да ги советува како да го одиграат овој напад, кој е многу важен. Доколку постигнеме сега гола, биде 3 гола разлика, а до крајот има уште 14 минути, мислам дека се е отворено. Па надпреварот мислам дека до последната минута е отворен. Сега реков, многу зависи од смиреноста на нашите ракометарки во однос на нападот, кај што мора да не изгубиме некоја топка непредвидена, да не бидеме контрирани или полуконтрирани. Доколку не правиме некоја драстична техничка грешка, очекувам да ќе уште подобар резултат до крајот на надпреварот. Боризовска, Марковиќ и одлично одиграно. Многу добро, смислено во нападот и еве сега само 3 гола предност за Вардар, 24-21. Да видиме сега дали Куманово повторно ќе може да се одбрани. Керемичиева и гол на Стојановска. Пети гол на Стојановска. Вардар води 25-21 до крајот на надпреварот, уште 13 минути. Марковиќ, Боризовска. Марковиќ, блокиран беше нејзиниот удар. Сега брза контра на Вардар, многу рутинирано. Со број 17 Нолеска. Нејзин шести гол. Како што реков, еве, две наши грешки не коштаат од 3 разлика на 5, затоа мораме да бидеме смирени, мораме да бидеме сигурни, бидејќи нема шала со ова екипа на Вардар, знае да изигра и контра и полуконтра и да ја казни секоја наша грешка. Среќа за Куманово. Ударот заврши во директот, меѓутоа еве нова техничка грешка. Како што рече Ивановски, премногу наденештиот напревар, а тоа може скапо да го чини тимот на Куманово. Мирен напад за Вардар. Трпковска, Стојановска, Керемичиева, уште на Стојановска. Керемичиева. Тука имаше прекршок за Вардар. 9 метри. И еден топовски удар со број 10 Митова, а помалку и слаба реакција на нашиот голман. 27-21. Вардар на брзина ја врати она предност од 6 голови разлика.
Марковиć. Топка за Паневска. Прекршок 9 метри за Куманово. Боризовска, уште еден удар од 9 метри. И ударот завршува покрај дирекот. Веднаш брза контра и рутиниран погодок на Трпковска. Незин 7 гол. Сето она што го градевме цели 18 минути во вториот дел со многу убава игра, стрпливо, однодина ние успеавме за 2,5 минути да направиме неколку технички грешки и гостинките да се одлепат на 7 разлики. Така некако и голманите не се покажа и во второто поле. Секако, голманите нити во прво, нити во вториот дел не одбранија ништо, додека нивните голман, репрезентативката Ладева, одлично си го чуваше својот гол. Добро, нашите голмани се млади, има до крајот на првенството уште многу напревори, ќе се покажат кога ќе биде потребно. И сега одличен гол од, би рекол, неверојатна позиција на талентираната Трајковиќ, прв на денешниот напревар. 28-22 до крајот на напреворот уште 9 минути води Вардар. Трпковска, Стојановска и премногу лесен гол прима нашиот голман Митова, четврти погодок. Фолирана е Паневска. Пеовска, Боризовска, Марковиć. Боризовска. Одличен гол. Шести гол за Боризовска. Во тимот на Куманово, Боризовска 6, Пеовска 7. Марковиć 4 гола. А сега нов седмерец за екипата на Вардар. Во гостинскиот состав за сега најефикасна е Трпковска со 7 голови. Стојановска и Нореска постигнаа по 5 голови. Сега добра интервенција на голманот на Куманово. Еве нова надеж, би рекол, за тимот на Куманово да намали на 5 голови разлика, меѓутоа се помалку време има за пресврт. До крајот уште 7,5 минути. Боризовска. Имаше еден мал ситен прекршок кој судиите го забележа. Боризовска. Сега нема прекршок. Тоа е двојно водена топка. И нов тайм-аут за тренерот Зоран Јосимовски. Ивановски 7 минути до крајот, мислам дека 6 голови тешко достижни. Па, 6 разлика во овој момент, како се одвива надпреварот, се големи. Сметам дека ќе бидеме поразени во овој надпревар, но исто така сметам дека не треба овој пораз да Доколку се случи сепак во спортот, во спортот да биде демолирачки за нашата млада екипа. Треба да продолжат да работат, да добиваат уште подобри услови и резултатите сами по себе ќе дојдат. Уште еднаш напоменувам, значи екипата на Вардар е составена од 6 репрезентативки на Македонија во сениорска конкуренција и
7 до 8 младински репрезентативки на Македонија. Така е, доколку па и у екипата на Куманово се вратат оние повредени 4 ракометарки, тоа ќе биде сосема поинаков тим на Куманово, кој на овој направи покажува дека има одличен потенцијал. Само, како што рековме, ќе треба уште многу поголема подршка пред се од финансиски тип за да тимот биде уште поуспешен. Напад за Куманово, Пеоска имаше прекршок. 9 метри за Куманово, Пеоска уште еднаш. Топка кон Паневска и сепак судиите овдека не судат ништо. Нема гол. Малку среќа за тимот на Куманово. Марковиќ. И сега нападот го смирува Боризовска. Пеоска. Трајковиќ. Уште еднаш Марковиќ. Многу рутиниран. Убав гол. Пети за Марковиќ, 29-24. 5 голови предност за Вардар до крајот на преворот, нешто повеќе од 5 минути. Девет метри. Фаулирана беше Бојаджиска. Сега помена од судиите за ракометарките на Куманово. Сега како брз воз покрај нашата обрана Трпковска, незин 8 гол. Ова ракометарка премногу им правеше проблеми на домаќинот, многу расположена за игра и пред се ефикасна во нападот. Пеоска. Марковиќ одлично. 6 гол на Марковиќ. Куманово има ракометарка повеќе, 30-25. Сега тренерот Зоран Јосимовски бара да се игра преку целиот терен, поагресивно во одбраната. И добро е тоа решение. Можда за контра да видиме. Трајковиќ. Одлично. 30-26 до крајот 4 минути, 4 гола предност за Вардар. А Куманово и натаму има играч повеќе. Сигурен гол. Стрелец за Вардар. Со број 17, тоа е Нолевска, незин 6-ти погодок. Марковиќ право во Владева. Нова брза контра. Нема гол. Играта продолжува, напад за Куманово. Паневска треба да има уште едно исклучување овдека. И нова грешка на судиите. Ивановски не треба да во принцип не треба се коментира судиски одлуки, меѓутоа помалку чудно е делат правдата, особено во второто полувреме, Ристовски и Филипов од Велес. А судиите свесно или несвесно во текот на целиот надпревар ми дава блага предност на екипата на Вардар што се однесува околу играњето во одбрана, каде што ракометарките на Вардар скоро секој фаул им беше на граница на исклучување. Додека на нашите ракометарки ни еднаш не им беше прогледано кроз прсти, секогаш беа казнети и кога треба и кога не треба. Да, случајна повреда Паневска, да се надеваме дека секој биде во најдобар ред и ќе го продолжи на преорот. Доби еден непријатен удар таму, полека станува на нози и добива заслужени аплаузи за борбеноста. Во текот на целиот меч Паневска добро одигра, особено во нападот, сепак ќе мора да биде повлечена, малку да се одмори.
Напреворот ќе продолжи со 9 метри за Куманово. Во игра со број 15 Петковска, Боризовска, Марковиќ и одличен гол. Седми гол за Марковиќ. Во вториот дел прикажува одлична партија ова ракометарка. Може да кажем во вторите 30 минути најдобар поединец во тимот на Куманово. Боризовска. Ева нова шанса да видиме. Штета, овој напад не беше реализиран. Боризовска беше таму во налет, не успеа. 31-27 води Вардар до крајот на напреворот. Уште 2 минути. Јасно е дека Вардар ќе забележи победа на овој меч. Меѓутоа мислам дека нашите ракометарки шансата за победа на овој дуел ја испуштија во првиот дел кога направија премногу грешки во нападот, а одиграа лошо во одбраната. Пејовска, Марковиќ, Трајковиќ и штета, нема гол. Ивановски може полека да направиме осврт за целиот овој напревар. Еве, Вардар ќе забележи победа. Меѓутоа, јас и премногу реков, шансата е испуштена во првото полувреме. Така е, навистина е така како што рековте. Еве и самите овие последни 2-3 минути докажуваат дека доаѓаме у ситуација да последни 3 напада имаме 3 чисти шанси, не успеаме да ги реализираме, да се доближиме уште повеќе, што го прави ракометот многу интересен спорт. Сметам дека Вардар заслужено дојде до победа. Во овој момент е можеби поквалитетна екипа од нас, без разлика што имаат толку репрезентативки. Сепак реков дека ние сме ослабени со неиграње на повредени 4 ракометарки. Наредниот натпревар помеѓу Куманово и екипата на Вардар, јас би го типувал доколку биде комплетен и доколку изиграме онака како што изигравме во второто полувреме, на голем дел во второто полувреме, дека ќе успееме да ги добиеме. Да, и вие ја познавате оваа екипа. Тоа се млади, талентирани ракометарки, имате работено во нив, имате вложено ваш голем труд. Потенцијалот е тука и да веруваме дека во текот на сезоната ќе ги работиме сите приноси заедно, ќе се радуваме на нови успеси на оваа екипа. Сега ќе укажува лекарска помош на една наша ракометарка. Напреворот е во прекин. Дали се работи за посериозна повреда, да се надеваме дека не е така, да фрлиме малку поглед на семафорот. До крајот точно 1 минута и 5 секунди Вардар води против Куманово со 31-27, а повредена е Боризовска. Да се надеваме дека не е нешто посериозно, дека за следниот напревар ќе биде спремна да помогне на своите другарки. Продолжува напреворот, топка за Вардар. До крајот сето ова ќе биде рутинска работа. Само да видиме со колку предност Вардар ќе слави на крајот на, односно со колку голови разлика Вардар ќе слави победа. Пејовска. Трајковиќ, Пејовска. Прекашок. Фолирана беше Поповска. Поповска уште еднаш. Фаулирана. До крајот уште 15 секунди. Марковиќ бие покрај голот. И гол. 32-27. Коначен резултат.
победа на Вардар. Ивановски сосема накратко 2-3 реченици. Што да кажем на крај, навистина убав, интересен надпревар, проткан со ефективни акции, со браворозни одбрани на голманите, со полу, контри, сето она што го прави ракометот да биде спорт број 1 во нашата држава. Перспективата е на наша страна, нашите млади ракометарки напредуваат од ден на ден. Очекувам уште подобри резултати, очекувам, како што реков, подршка од сите, од спонзорите, од општината, за да ова екипа на Куманово прерасне во еден колектив на кој сите во градот ќе бидеме задоволни и ќе се дичиме со нив. Договорам уште еднаш, почитувани гледачи, тука некаде го завршуваме овој напревар, победа на Вардар 32-27. Благодарам на нашиот стручен коментатор Антони Ивановски и се гледаме во друга прилика.